Добар ден, денеска во студиото на МИА е генералот доктор Павле Арсовски, носител на изборна единица 3 од движењето Знам за наша Македонија. Добар ден, генерале. Ќе ви се обраќам како генерале, затоа што подолго време ве знам како генерал, доаѓате од армијата. Меѓутоа, денеска во друга улога. Носител на изборна единица 3 од Знам за наша Македонија. Благодарам за поканата, благодарам и за ословувањето. Знаете, генерал е повеќе од чин, тоа е веќе титула и тоа се носи цел живот. Така да благодарам за ословувањето, благодарам и поздрав до вашите гледачи. Вашето војничко сепак останува. Се забележува дека секогаш кога некаде настапувате во поддршка на митинзи или на средби со граѓани, секогаш поздравувате вака. Па тоа е нешто што доаѓа природно од човекот однатре, секој си го поздравува знамето, химната, онака како што чувствува јас како долгогодишен војник од дете. Секогаш сум го поздравувал и знамето и химната, така да продолжив тоа и во овој, да кажем, втор дел од мојот живот од како сум во пензија. Движењето Знам за наша Македонија постојано истакнувате дека е нов политички субјект. Постои 3 месеци со помал број на членови. Дали беа изненадувачки гласовите што ги доби председателскиот кандидат Максим Димитриевски, повеќе од 84.000? Па може би за јавноста е изненадување, за нас кои што сме од почетокот во движење Знам за наша Македонија, тоа и не беше така. Лично сум јас горд и сите ние од движење Знам сме горди. Горди сме затоа што пред 4-5 месеци се одлучивме да овие граѓански здруженија кои што претходно функционира ги оформиме како политички субјект. Горди сме на тоа што имаме одлични луѓе без багаж, без некакво минато кое што не е добро, значи честни луѓе реализирани во своите професии, луѓе кои што влегуваат во политика од една искрена, честна намера, навистина нешто да направат поинаку до сега и нешто подобро на политичката сцена. Горди сме и на брзиот раст на движење Знам. Ние не само што го повторуваме тоа, ние го докажуваме на дело дека сме најбрзо растешка политичка сила во Македонија. И горди сме и на резултатите. Да, сега во вториот круг на председателските избори, дали ќе ги повикате гласачите на Знам да излезат да го дадат својот глас за едниот или за другиот кандидат председателски? Па јас прво би се фокусирал на денот на 24 април, првиот круг на председателски избори. Можеме да кажеме од движење Знам дека резултатот кој што го остваривме е изненадувачки за јавноста, меѓутоа не и за нас, затоа што навистина во секојдневниот контакт со граѓаните ние ја препознаваме енергијата на граѓаните да променат нешто на политичката сцена. И ако резултатите од сите 7 председателски кандидати беше за очекување дека професорката Силјана Скадавкова ќе има резултат кој што ќе, да кажеме, ќе води на тие избори, дефинитивно Максим Димитриевски како наш кандидат беше најголем победник на тој ден. Значи, ние дефинитивно покажавме дека за 3-4 месеци со само 3-4 членови, со напорна работа, со презентирање на програмата, со презентирање на идеите за зашто постои овој политички субјект, ние успеавме да привлечеме околу 80.000 луѓе. На тој ден, како што рековте, кога излегоа резултатите во јавноста, веќе се зборува дека имало телефонски разговор меѓу лидерите на ВМРО ДПМН и на Знам. Дали тој разговор бил само честитки за постигнатите резултати или тоа значи дека веќе се почнати преговори за некаква коалиција постизборна за влегување во влада, состав на влада? Па, како да кажем, да ме разберат сите, значи лидери на политички партии не само сега, требало и во минатото да комуницираат редовно. Тоа е едно повисоко ниво на политичка култура до сега, да кажем, непрактикувано во политиката во Македонија. Ако и се случил таков контакт, тоа е за поздравување, но тоа не е вест на денот. Треба сите лидери на сите политички партии да комуницираат и да држат едно ниво на политичка култура, без оглед на
разликите идеолошки, програмски или било какви други, без оглед на тоа дали си во опозиција или во опозиција. Доколку знам, биде повикана да биде дел од новата влада, при составувањето на новата влада, кои ќе бидат црвените линии, како ќе биде знам позиционирана и кои ќе бидат вашите барања за евентуален влез во владата? Движење Знам за наша Македонија е политички субјект произлезен од граѓаните и има намера да им служи на граѓаните. Нашата идеологија се базира на Илинден и на основските документи и секако на граѓанското изјаснување на референдумот 1991 година. Ние имаме став дека за било какви преговори за формирање на една влада, сите политички чинители ќе им понудиме една декларација во која ќе бидат опфатени оние најважни македонски државни и македонски национални линии, црвени линии и една македонска национална платформа. Значи, сите политички субјекти кои имаат намера да формираат влада, а дефинитивно веќе сега е јасно дека без Знам нема да може да се формира стабилна влада, ќе мора да се сложат и да потпишат еден документ кој што е една национална платформа, која сите чинители во владата, но посекувано и сите политички чинители во Македонија, ќе мора да ги почитуваат во практикување на власт. Може ли попрецизно кои се тие? Пред се работи за заштита на македонскиот континуитет како народ, на историја, култура, на постоењето, континуитетот на македонската нација. Тоа е нешто за што едноставно немаме намера да правиме компромиси. И ќе побараме од сите политички чинители да се таква една национална стратегија потпише, да се изгласа во парламентот, во собранието, и да сите политички чинители и владата ги почитува во практикувањето на политиката на вратешен и на надворешен план. Со оглед на резултатите во првиот круг од претседателските избори, Знам доби повеќе гласови од политичката партија Левица. Очекувате ли сега во кампањата за парламентарните избори да добивате повеќе напади од партијата Левица со оглед на тоа што во вчерашната дебата што ја имавте со носителите на изборна единица Тројка, меѓу другите и на Левица, партијата Знам беше наречена надуван балон кој ќе пукне кога ќе се состави новата влада? Јас одговорив на колегата од Знам, од Левица вчера на таа емисија. Видете, ние од Движење Знам сме дефинирале дека ќе водиме позитивна кампања. Ние ќе критикуваме политики, ќе критикуваме, да кажем, ова катастрофално владење во последните 7 години. Имаме критика и за владењето пред овие 7 години, кога сега СДСМ, предходно ВМРО-ДПМН ја водеше владата, во ДУИ во сите комбинации. Меѓутоа, немаме намера да критикуваме политички субјекти и немаме намера да одговараме на такви напади, затоа што работиме на терен, директно со граѓаните, ние сме фокусирани на нашата идеологија, идеја и програма, проглас за достоинствена Македонија и немаме време да се бавиме со такви работи. Рековме дека сте генерал мајор во пензија. Што ве инспирираше вас да се вклучите во политиката? Па, веројатно, а тоа е сега веќе тренд, кога ја завршив војничката кариера, кога, да кажем, ја завршив службата на Македонија, носејќи униформа, јас бев во една комфортна зона, пензионер, поприлично ситуиран, да кажем така, за македонски услови прилично ситуиран, ја можев да останам дома. Меѓутоа не можев да останам мирен и морав да се вклучам на некој друг начин да ја помогнам на државата. Ако Македонија ми дала се, јас сум ми дал и младост, и години, и се, Македонија како преку армијата ми дала се, чувствував обврска дека треба да се одложам на Македонија на некој друг начин.
И ние работиме на терен да ги повикаме сите луѓе, сите квалитетни луѓе, сите честни луѓе да се вклучат во еден политички активизам, за да го зафатат просторот, да не го стават просторот на овие кои што до сега не го деа. Така да, дефинитивно и јас и многу луѓе како мене за прв пат влегуваат во политика. Ако ви кажам дека луѓе во поодминати години, кои никогаш не биле политички активни, се вклучуваат во движење Знам за наша Македонија со искрена желба дека ќе промениме нешто на подобро, дека ќе, така да кажам, ќе промовираме едно друго политичко ниво на култура, честно работење, домачинско работење, за да ја направиме Македонија добра држава, да има децава иднина, да имат нашите внуци иднина. Фактички јас се вклучив и многу како мене се вклучуваат не за нас, за генерациите што доаѓаат. Изборната единица 3 ја нарекуваат највојничка изборна единица. Таму сте носител вие, меѓутоа носител е од ВМРО, ДПМН и Драган Ковачки. Дали сте разговарале со Ковачки, двајцата сте од армијата? Што е она што е најпотребно на армијата? НАТО армија, меѓутоа дали само нова опрема или армија која нема чизми, армија која нема униформа, армија која ги чува затворите, армија која не е задоволна од платата? Каква НАТО армија? Изборната единица 3 така е нарекуваат, највојничка изборна единица. Ја немам такво чувство. Секоја изборна единица си има своја карактеристика, меѓутоа е многу интересна изборна единица. Ние со сите носители на листи, и со Ковачки, и со Крмов, и со кандидатката на СДСМ, се среќаваме повремено во нашите дневни активности. Не остваруваме средби, секој си ја води својата агенда. И со Ковачки се знаеме од службата, сме работели заедно. Кога ме прашувате за армијата, многу работи треба да се променат. Ама суштински. Она што е веројатно најважно е да армијата се деполитизира. Ние с последниве 7 години, иако тоа беше пракса и пред владењето на СДСМ и предходното владење на ВМРО ДПМН, политиката навлезе во сфери во армијата каде што не би смела да биде. Значи, армијата е професионална институција, таа треба да се работи според кодексот, според законот за служба, така да има доста работи кои што треба да се променат и ние имаме намера на вистина да не само армијата и останатите служби кои што се во да кажеме безбедносни, разузнавачки и контраразузнавачки служби да ги апсолутно деполитизираме. Професионалците да си работат својата работа и тие служби да се бават исклучиво и само кон мисијата и задачите заради кои постојат. Ние сме сведоци дека овие служби знаат да се бават и со работи кои што не им се во описот и пописот. Да ги чуваат затворите. Еве и армијата да се доведе да биде чувана на затворите. Македонската армија е една одлична институција, таа е, да кажем така, една вистинска НАТО армија. Вистинска НАТО армија. Секогаш има највисок степен на доверба кај граѓаните. Да, дефинитивно. Тоа е и поради системот кој што е внатре, тоа е поради луѓето. Тоа е веројатно и поради тоа што армијата е изолирана од дневните политики, текови и така натаму. Меѓутоа, дефинитивно во оној врвот и на армијата и на министерството ќе треба некои работи да се променат. Како армијски генерал, кој што ги знам проблемите на армијата, работејќи на програмата Проглас за достоинство на Македонија, ние се обврзаме како партија да работиме на тоа да решиме едно горливо прашање. Имено во контакти со синдикатите во одбраната, особено со синдикатот на професионалните војници, ние се обврзаме да решиме проблем на статусот на професионалните војници. Нашиот план и крајна цел е да професионалните војници имаат статус на вработени на неопределено време и да си стекнуваат сите права и обврски до пензионирање како и сите останати вработени во армијата. Имено, може би јавноста и не знае, професијата професионален војник е веројатно единствена професија во државна служба која трае во континуитет од почетокот до крајот на определено време на 3 години. Ние сметаме дека професионалните војници заслужуваат да имаат
сигурност, стабилност во таа служба, во армијата, така да се образуваме дека и тој проблем дефинитивно после многу години ќе го реши. Знам, рековте дека без знам не може да се формира идната влада. Ја промовирате програмата Проглас за достоинствена Македонија. Кој е првиот приоритет со кој што ќе се зафати да го оствари Знам за наша Македонија, бидејќи во вашата програма имате и временски период за сето она што го нудите за реализирање на определени програми. Што е првото според вас? Нашиот кандидат за председател, Максим Димитриевски, имаше конкретна јасна програма со рокови и со мерки и активности кои што планираше да ги оствари. Секако дека дел од нив се и рефлектирани во нашата програма Проглас за достоинствена Македонија. Ние како политички субјект немаме многу време да ги разработиме сите детали како останативе партии. Имате во предвид дека СДСМ е 7 години на власт, ВМРО-ДПМН е 7 години во опозиција, нивните програми се можеби подетални. Меѓутоа, она што е најважно за нас е низ програмата, низ проектите да инсистираме на домаќинско работење. Значи на домаќинско трошење на буџетот. Инаку во делот на програмата, она што е најважно е веројатно да се избориме против корупцијата, особено високата корупција, која е веројатно извор на сите проблеми во државата, и исто така да се избориме Македонија да биде што е можно по-самоодржлива држава. Што значи тоа според вас, колку е можно повеќе да е самоодржлива Македонија? Па ние сме зависни во секој поглед. Зависни сме дури во енергијата, во производството на енергија. Ние треба да направиме напори како држава да производството на енергијата биде во државна собственост и што е можно повеќе енергија да произведуваме сами, например. Тоа е, да кажем, прва некоја работа. Во вашите средби со граѓаните во изборната единица Тројка, сигурно ви кажуваат кои се проблемите со кои што се соочуваат. Што им фали на граѓаните, што им е потребно, она што вас ви го пренесуваат, да се направи за истокот и тој дел да може да тргне напред, да не се иселуваат. Дали им фали инфраструктура, работни места, со кои проблеми се соочуваат? Истокот е карактеристичен по големото иселување на луѓето, пред се на младите семејства, цели населби. Ако гледаме аналитика, цели градови се иселуваат, што е катастрофална состојба. До сегашната власт во овие 7 години не направи доволно за да се оствари развој, да се отворат нови работни места, младите да им се овозможи да останат тука, да придонесуваат и да живеат во Македонија. Значи, иселувањето е број еден проблем во изборна единица 3, а вториот проблем веројатно е врзан за земјоделието. Дали знам, има некакви проекти за поддршка на земјоделците и земјоделството? Дефинитивно да. Земјоделието е една од гранките каде што сметаме дека Македонија може да биде самоодржлива држава. Ние од голем производител на храна, од извозник на храна, се доведеме во ситуација да бидеме увозник на храна. Значи, дефинитивно, ова обработливото земјиште не е добро распоредено. Имаме ситуации каде што големи земјоделски површини се земени од приватни субјекти, се земаат субвенции, огромни средства од државата. Тие субвенции се делат, веројатно дел од нив завршуваат во партиски каси, а земјиштето дефинитивно не се обработува. Од друга страна, реалниот земјоделец, фармерот, ја нема земјата на располагање, нема загарантирани откупни цени и земјоделието е веројатно најгорливиот проблем во изборна единица Тројка. Колку се тие запознати со движењето Знам за наша Македонија? Па ние сме секојдневно на терен. Во изборната единица 3 имаме добро развиена партиска инфраструктура, голем број на активисти кои работат секојдневно со граѓаните. Ја промовираме програмата, конкретните мерки кои што ги имаме предвидено тука,
И така да сметам дека имаме многу добар позитивен однос од движењето. Морам да ве прашам за крај на ова интервју, дали знам е за избор на председател во собрание, како што бараат некои од политичките партии, и како се уставните измени? Ние веќе го кажаме нашиот став многу јасно, значи дефинитивно сме против менување на начинот како се избира председател на Македонија. Тој мора да се избира на непосредни избори, на директно гласање, како што се прави сега, и сме апсолутно против да тој се бира во парламентот. Така да, ако тоа се направи, а нема да се направи, бидејќи сме и ние и повеќето партии против, неговите ингеренции би се намалили уште повеќе, што е недозволиво за политичкиот систем во Македонија. Левица повторно обвинува дека сите останати политички субјекти се за прифаќање на уставните измени. Каков е ставот на ЗНАМ? Движење ЗНАМ за наша Македонија беше прва партија која даде решение како Македонија да излезе од оваа безизлезна ситуација. Ние апсолутно немаме против и други народи, делови од народи, да се појават во нашиот устав, во преамбулата, меѓу другите и бугарскиот народ. Меѓутоа, мора да имаме дополнителни гаранции од Европската унија, мора да ја прилагодиме преговарачката рамка, за да бидеме сигурни дека е ова последен непринципиален услов, произлезен од еден билатерален спор на нашиот пат кон Европската унија. Значи, да се осигураме дека и тие евентуални уставни измени ќе се стапат на сила во оној момент кога Македонија ќе стане членка на ЕУ. Сепак ЗНАМ е за Македонија во Европска унија. Да, ние сме за Македонија во Европска унија секако, како и повеќето политички субјекти од декларацијата од 1992 година, тоа е наша стратешка цел. Но сметаме дека во Европска унија мора да влеземе достоинствено како македонци со македонски континуитет, историја, традиција и никако поинаку. Генерале, јас ви благодарам за интервјуто и ви посакувам повеќе успеси. Благодарам и на вас, благодарам за поканата.